На денешен ден, 27 мај, денеска е ден на македонското електростопанство. 1525 година убиен е Томас Минцер, германски теолог и револуционер. Беше застапник на интересите на сиромашните селани и на другите сиромашни слоеви. Го водеше востанието на рударите и сиромашните занаидчии во 1521 година, а беше и еден од најборбените водачи на германско-селската војна во 1524 година. По поразот на селската војска беше заробен и по тешко мачење убиен. Роден е во 1468 година. 1564 година во Женева умре Жан Калвин, верски реформатор, основач на калвинистичката протестантска црква, по потекло од Јужна Франција. Калвинскиот протестантизам се разликува од лутеранскиот, по тоа што беше целосно во служба на тогаш младата и револуционерна буржуазија. Следбениците на калвинското учење во Франција беа хугенотите, а во Англија пуританците. Роден е на 10 јули 1509 година. 1703 година рускиот цар Петар Велики ја основа новата престолнина на Русија, на устието на реката Нева во Балтичкото море. Иако многумина предвидуваа пропаѓање на овој потват, Санкт Петербург стана голем и модерен град, а престолнината на Русија беше до 1918 година. По избувнувањето на Првата светска војна, градот во 1914 година беше преименуван во Петроград. Болшевиците во 1924 година, по Октомвриската револуција, која ја почнаа во 1917 година, во тој град и по победата во граѓанската војна го преименуваа во Ленинград, според прикарот на својот водач, а во 1991 година, по спроведениот референдум во кој беа понудени сите три можности, беше вратено старото име Санкт Петербург. 1840 година во Ница умре Николо Паганини, италијански композитор и виолинист. Компонира виолински концерти, сонати, камерна музика и познатите каприча на соло виолина. Роден е во Генова на 27 октомври 1782 година. 1860 година италијанските патриоти под водство на Джузепе Гарибалди се истоварија на Сицилија и го зазедоа Палермо. 1868 година роден е српскиот писател Алекса Шантик, автор на антологиските песни Останете тука и Мина. Пишувал и драмски текстови, а преведувал од германски и чешки. Негови дела се драмите Хасангиница, Во магла и Ангелија. 1878 година родена е Исидора Данкан, позната северноамериканска балерина, сопруга на рускиот поет Сергеј Есенин. Умре во Ница во 1927 година. 1903 година во Солун започна судскиот процес против учесниците во солунските атентати. Турската власт формира специјален воен суд, кој им изрече пресуда на околу 300 лица. Четворицата атентатори што беа фатени, Павел Шатев, Марко Бошњаков, Георги Богданов и Милан Арсов, беа осудени на смрт. За 266 лица судот се искажа дека не е компетентен да им суди и беа ослободени. Еден дел беше осуден на затвор од 5 до 101 година. Смртната казна на четворицата атентатори им беше заменета со доживотен затвор. По неколку месеци затворениците беа испратени на робија во разни затвори во Азија и во Африка, каде што Марко Бошњаков и Милан Арсов умреа, а Павел Шатев и Георги Богданов беа амнестирани и ослободени во Хуриетот во 1908 година. 1910 година во Баден умре Роберт Кох, германски бактериолог. Во 1905 година ја доби Нобеловата награда за физиологија или медицина за истражувања и откритија, поврзано со туберкулозата. Роден е во Клаустал на 11 декември 1843 година. 1937 година, по повеќе од 4 години градење, во Сан Франциско е пуштен во сообраќај Голден Гејт, еден од најголемите мостови во светот, кој стана символ на овој американски град.
1957 година пуштен е во погон првиот агрегат на ХЕЦ Вруток. 2005 година во семејната вила Ла Мандрија во предградието на Торино умре Амберто Анјели, претседател на автомобилската индустрија Фиат во Италија. Роден е во 1935 година.